пример што ќе го разгледаме е следниот и во кој што ќе треба да се обидиме да научиме како најлесно да запишеме размер во неговата наједноставна форма. Задачата е следна. Вашето оделение сака да го декорира училиштето со балони. Вие имате на располагање вкупно 420 сини и жолти балони, од кои 180 се жолти. Барањата во задачата се следни. Колкав е односот на сини наспрема жолти балони, колку најмногу еднакви букети од балони можете да направите, по колку жолти и сини балони ќе има во секој од букетите. Значи, во оваа задача и во голем број текстуални задачи, прв чекор е сушност разбирање задачата. Ако при првото читање не успеете да ја разберете задачата, односно барањата во задачата, прочитајте ја уште еднаш. И ако при второто читање не ја разберете, прочитајте ја и трет пат задачата. А во оваа задача имаме дека некое оделение сака да го декорира училиштето со балони. Имаме вкупно 420 сини, значи имаме сини и имаме жолти и балони. Дека ќе пишеме кои ќе ни треба вкупно балони. Значи знаеме дека имаме вкупно 420 балони, делот вкупно е сушност сини плюс жолти балони. Кој што знаеме дека се 420. Знаеме дека 180 од балоните се жолти, односно, на тој начин добиваме дека учениците во оделението мора да имаат 240 сини балони, затоа што 240 плюс 180 ќе ни дадат вкупниот број на балони. Сега да се вратиме на размерот на почетокот, што можеме да го составиме. Имаме сини, како што видовме, се 240 балони, спрема 180 по условот на задачата што се жолти и вкупниот број на балони е 420. Значи, односот на сини наспрема жолти балони е 240 спрема 180. Но, со тоа што ја решивме задачата но, бидејќи секој размер треба да биде запишен во неговиот наједноставен облик, освен ако тоа не е поинаку кажано во задачата, значи ние треба дадениот размер да го упростиме. Дадениот размер можеме да го упростиме или запишувајќи го како дробки, или едноставно користејќи ги својствата за делење на броеви. Кога двете броеви ги скратиме со 10, ги намалиме 10 пати, ќе добиеме 24 спрема 18. Ако дадениот размер го скратиме, директно, например со 6, тогаш 24 поделено со 6 е 4, а 18 поделено со 6 е 3. Ако го допишам и делот на вкупниот број на балони, во првиот случај го имаме 42, а во вториот случај го имаме 7. Забележувате дека истата операција, односно намалувањето на 10 пати и 6 пати се случува и кај вкупниот број на балони. Значи, конечно, одговорот на нашата задача подаа дека односот на сини спрема жолти балони е 4 спрема 3. Задачата под Б века колку најмногу еднакви балони можеме да направиме, бројот на најмногу еднакви балони во суштина ќе ни го представува производот од броевите 10 по 6, а тоа е 60. Тоа се броевите со кои што го намалувавме бројот на сини и жолти балони. Тоа е најголем број на букети. И при тоа, одговорот што го добивме е 7. Тој одговор, всушност, ни е одговорот на задачата под С, колку жолти и колку сини балони ќе има во секој од букетите. Значи, секој букет ќе има 7 балони, од кои 4 се сини, а 3 се жолти.
Исто така, морам да напомнам тука, дека за да го најдеме, постои друг начин, за да го најдеме најголемиот број на букети, кога учевме за НЗД и НЗС, спомнавме дека ако двата броеви во размерот или запишани како дропка 240 врз 180, дропката можеме да ја скратиме во нескратлива или во размер во наједноставна форма ако поделиме и броителот и именителот или двата броеви во размерот со најголемиот заеднички делител на двата броеви во размерот или броителот или именителот ако размерот го запишеме како дропка. И решението ќе биде 4:3. Значи, НЗД на двата броеви, в случајот на 240 и 180, е точно 16. За да видиме како можеме да го примениме ова што сега го објаснавме, ќе разгледаме следната задача. 24 ученици можат комотно да седнат на 6 клупи. Првото барање, каков е односот на ученици наспрема клупи? Значи во задачата имаме ученици наспрема клупи. Значи имаме 24 ученици кои што треба комотно да се распоредат на 6 клупи. Значи, ако секој од броевите во размерот ги поделам со еден исти број, ќе ги намалам 6 пати, ќе добиеме однос или размер 4:1. Тоа значи дека на една клупа комотно може да седат 4 ученици. Со што го одговоривме барањето А во задачата. Барањето Б во задачата бара, ако училиштето има 32 клупи, колку ученици можат комотно да седат на нив? Сега во овој дел задачата можеме да почнеме со тоа што го знаевме на почетокот, но можеме да почнеме и со тоа што го добивме. Знаејќи дека имаме два еднакви размери, сега ќе почнеме со тоа што го добивме. Значи, ученици спрема клупи. Напомнувам, односот може да го запишете во обратен редослед, може да запишете клупи спрема ученици, но треба да внимавате кој дел ќе го пишете под кој. Ако добивме дека на 4 ученици одговара една клупа. Ако училиштето има 32 клупи, треба да најдеме колку ученици може да седнат на клупите. Во овој случај се запрашуваме како можеме од бројот 1 да стигнеме до бројот 32. Многу едноставно, ако помножиме со 32. Ако бројот 4 го помножиме со 32, ќе добиеме 128. Значи, одговорот од Б, ако училиштето има 32 клупи, може да се сместат комотно 128 ученици, со што го решивме и делот под Б. За делот под С во задачата, ако училиштето треба да смести 100 ученици од соседното училиште, тоаш колку од овие 32 клупи ќе му требаат на училиштето? Повторно ќе почнеме со почетниот размер, или тој што го добивме, че тоа беше 4:1. Ако училиштето треба да смести 100 гости, значи 100 ученици, сега треба да го најдеме бројот на потребни клупи. Значи сега треба очигледно дека треба размерот да го прошириме или изголемиме, односно да ја продолжиме низата. Треба да ја продолжиме со 25. 4 по 25 ни дава 100, значи треба да ја зголемиме 25 пати. 1 по 25 е 25. Значи, ако училиштето има 100 гости, тогаш тие може да ги распоредат 25 клупи. Со што го решивме делот С во оваа задача. Во наредната задача
Сега ќе зборуваме за тоа што ја спомнав на почетокот, како ќе се справиме со ситуација кога ќе ни бидат дадени мерни единици за фатнина, за течност, во случајов литар и милилитар. Задачата е следна. Според упатството кое се наоѓа на едно шише со течно ѓубриво, пишува дека 200 милилитри од течното ѓубриво треба да се раствори со 10 литри вода. Барањето подаа следно. Колку литри вода треба за да можам да растворам 75 милилитри од течното ѓубриво? Значи, почнувам исто како претходните задачи. Значи имаме ѓубриво спрема вода. Според упатството, тоа се раствора така што 200 мл од едното, значи од ѓубривото, се раствора со 10 литри вода. Но во овој случај наидуваме на проблем. Како што знаеме, кога пишуваме размер, например размерот 2 спрема 3, знаеме дека размерот представува неименуван број, односно, по потреба од двете страни на размерот, ние можеме да додадеме било кој број, но при тоа треба да внимаваме или мерна единица. Например, ако додадеме 3 килограми, тоа од другата страна мораме да пишеме мерна единица што е во килограм. Во нашиот случај, лево имаме милилитри, а десно литри. Значи сега во овој случај сме исправени пред предизвик. Како да претвораме? Дали литрите во милилитри или милилитрите во литри? Двете опции ќе ви доведат до исто решение. Еве, например, нека ги претвориме милилитрите во литри. Во тој случај ќе добијаме 0,2 литри спрема 10 литри. Сега, како што напомнав претходно дека размерот е неименуван број, значи имаме 0,2 спрема 10. Но, сега се вратам на претходниот пример, според кој размерот е запишен во наједноставна форма ако двата броеви во размерот се цели броеви, односно природни броеви. За тоа да се случи, треба и левата и десната страна, значи двата броеви во размерот да се помножат со 10 и да добиеме размер 2 спрема 100. Но бидејќи овој размер не е во неговата наједноставна форма, ќе ги преполувам двата броеви, односно ќе делам со 2 и ќе добијам размер однос 1 спрема 50. Значи, оно што го пишуваше на шишето на упатството за течното ѓубриво за користење е дека 1 милилитар од течното ѓубриво ќе се раствори со 50 милилитри вода. Сега, во задачата продолжуваме да го решиме тоа. Нас не ни требаат 1, туку ни требаат 75 милилитри. Затоа, секогаш е добра навика да го запишите по имите што се вклучени во размерот. Значи, ѓубриво спрема вода, имаме 1 спрема 50. Ние имаме 75 милилитри вода, ѓубриво. Сега треба да определиме колку вода, односно тоа ќе биде милилитри, ќе ни треба. Забележувате дека од 1 до 75 ќе добиеме, ако го зголемиме количеството, 75 пати. Значи, ќе го добиеме водата, колку е, ако 50 го помножиме со 75. И при тоа ќе добиеме 5 по 75 по 10, а тоа е 300, значи ја користам техниката за множење, 5 по 75 го дуплирам бројот, па го преполовувам, значи бројот дуплиран е 750, па наполу е 375 по 10 или 3750 милилитри. Значи, одговорот на задачата под А е дека ако имам 75 мл од течното ѓубриво кое што треба да го растворам, за да го растворам ќе ми требаат 3750 мл вода или 3 литри и 750 мл. А за задачата под Б вика дека колку треба да се земе од течното ѓубриво за тоа да се измеша според упатството со 2,5 литри вода. Значи сега имаме
1 спрема 50. Но сега имаме во овој дел 2,5 литри. Или, ако ги претвориме, сега треба да добиеме од другата страна колку литри ѓубривото. Но бидејќи литри, подежелно е сега да претвориме во милилитри и ќе добиеме 2500 милилитри. Во тој случај, бројот што ќе го добиеме за ѓубриво ќе биде во милилитри. За таа цел, 50 треба да го помножиме со 50, за да добиеме 2500, значи 1, ако го помножиме по 50 или го зголемиме 50 пати, ќе добиеме дека 50 мл од течното ѓубриво треба да се растворат со 2,5 литри или со 2,5 литри вода. Во овој пример покажавме дека кога запишувате размер, видете се размерот да го запишете во неговата наједноставна форма и при тоа, ако имате дадено мерни единици, запишете ги во различни мерни единици, видете се да ги запишете во иста мерна единица.